Вечно ќе ја сакам, убавка ја своја, Скопје каже ми. Градот убав пак ке никне, среде песни вдружен фат. Пак ко сонце цел ке бликне, како топол нежен кат. Скопје, младост ти ке бидеш. Скопје ти ке бидеш цвет. Ти ке бидеш израз свиден на се братско во овој свет. Покрај Вардар ке се крене, ке го буди детски вик. И ке брои ново време, радост ке му краси вик. Скопје, младост ти ке бидеш. Скопје ти ке бидеш цвет. Ти ке бидеш израз свиден на се братско во овој свет. Оваа песна потсетува на тоа дека благодарение на храброста, пожртвуваноста и крвопролевањата на борците, кои на 13 ноември 1944 година во жестоките борби со окупаторот, Скопје сега ја има слободата. Во градот имало десетина главни упоришта што ги држеле германците. Меѓу другите биле железничката станица, офицерскиот дом, женската гимназија на местото каде што денес е владата пред споменикот на ослободителите. А најтешките борби се воделе во зградата на учителската школа која била лоцирана кај паркот во Идадија, каде бил скршен отпорот на германците. Се воделе улични борби, а помагале и обичните граѓани со храна, но и со сместување на раните. Битката за Скопје била изведена со голем успех бидејќи биле спасени сите мостови во градот, а обезбедени биле и зградите претходно веќе минирани. Германските единици успеале да ги урнат железничките мостови во Скопје и Ханриево, едно крило од зградата на железничката станица, а нешто подоцна од непронајдена мина била оштетена и зградата на Народната банка. Значајно е да се потсети дека германскиот окупатор сакал да го урне камениот мост во центарот на Скопје, но треба да се напоменат и борбите кај Матка. Партизаните неуморно ја бранеле браната и не им дозволиле на германците да ја минираат. А истото тоа го сториле недозволувајќи да се урне камениот мост. Битката за ослободувањето на Скопје представувала многу сложена операција, бидејќи за да биде успешна од голема важност биле успесите на нивните бригади во битките во другите градови со крајна цел да се поврзат 50-та дивизија која била во реонот на Штип со 42-та дивизија која била на Сувагора, за да можат заедно да нападнат во Скопје. Во борбите за Скопје заробени биле голем број германци, како и нивното вооружување, топови од разни калибри, митралези и најразновидна техника. Во крајната етапа, планот бил сите ударни младински групи, кои биле организирани во самиот град, веднаш да почнат улични борби против непријателот и да се помогне во лоцирање и водење на партизаните кои би навлегле во градот.
Бидејќи артилериското оделение на 42-та дивизија останало на реонот на Велес, морало да се изврши силен изненадувачки напад на сите окупаторски позиции во градот со пешадиски структури. Истиот ден, на 12 ноември, македонските борци биле стигнати до самите згради крај кејот на Вардар. Делови од 12-та и 3-та македонска ударна бригада ја блокирале железничката станица и отпочнале борба за самата зграда како и за Кранговата палата. Главницата на 12-та македонска ударна бригада ги нападнала зградите на учителската школа и поштата. Дел од 12-та бригада се упатил кон денешната населба Ѓорче Петров. Во овие улични борби значајна улога одиграла скопската младина која веднаш странично ги нападнала сите утврдени германски позиции и ги водела македонските борци до сите за ним добро познати германски упоришта низ градот. 50-та дивизија и 8-та бригада со известно задоцнување предпладне на 12 ноември отпочнале напад на германската одбрана во источниот дел од градот. Паралелно со нив, во текот на 11 и 12 ноември, 16-та македонска ударна бригада ги нападнала албанските балистички групи на Скопска Црнагора, а во попладневните часови веќе ги напаѓале касарните во кои биле сместени германските војски. Германските сили кои биле стационирани во северниот и северноисточниот дел на градот успеале да се извлечат од градот и да се упатат кон Качаничката клисура. Најсилни упоришта на германците останале учителската школа и поштата, кои доцна во ноќта на 13 ноември биле заземени од страна на македонските борци. Во учителската школа биле заробени 86 германски војници. Целата ноќ од 13 кон 14 ноември, како и целиот 14 ноември, вршени се чистки на целиот терен од преостанатите германски единици. Битката за Скопје била извршена со голем успех бидејќи биле спасени сите мостови во градот и успеале да ги обезбедат изградите кои биле веќе минирани. Германските единици успеале да ги срушат железничките мостови во Скопје и Ханриево, денешна населба Ѓорче Петров, едно крило од зградата на железничката станица, а нешто подоцна од непронајдена мина била оштетена и зградата на Народната банка. Бројот на загинатите борци во борбите за Скопје изнесувал 426 борци, од кои 8 се жени, а 418 се мажи. Бројот на цивилните жртви не е представен во оваа бројка. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја